Еве сме во Скопје, во срцето на македонската метропола, пред портите на Македонскиот народен театар. Почитувани, добре дојдовте во мојот пат до успехот. Овој пат во две продолженија ви прикажувам една навистина инспиративна приказна. Говориме и ќе говориме со актер. Но нема да говориме само за глумата. Ќе говориме и за зад она што го направи нашиот денешен гостин да остане свој. Не се само глумата и актерството, има нешто и зад актерството, има нешто и зад оние бури од аплауз. Како тоа успеа и научи да остане свој. Дами и господа, Ѓорги Јолевски, доаѓен на македонското глумиште во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас. Ѓорги Јолевски е овде. Мислам дека успеам да добавам нешто. Драго ми е што приводи да видиш дел од овој серијал. Со тебе ја заокружувам во две продолженија, бидејќи со тебе не можам да се спакувам во 40 минути, ќе мораме да направиме две епизоди и ја заокружувам сезона 13. Како си? Одлично, супер. Да. Добре дојде во мојот дом. Моментално, бидејќи се горештини, вие сте на некој колективен одмор или се подготвувате за Охридско лето? Да, во принцип веќе немаме представи во театрот, се подготвува една представа, Наташа Поплавска работи, нов проект, но екипата на 12-ка полека се подготвува да дојдеме на Охридско лето на 17 јули во Охрид, на Охридско лето ќе играме 12 и со тоа всушност ќе завршиме сезоната. Вели си Прилеп ги освоивте, Босна и Херцеговина, Црна Гора исто така, предпоставам ќе следуваат уште турнеи кога е 12 во прашање. Не, па да, тоа е представа која што некако е печат на она што се случи минатата година во Македонски народен театар и се надевам дека представата ќе се игра уште многу долго. Пред да влеземе внатре, мој впечаток, исправиме ако грешам, ја вративме ли публиката тука, меѓутоа ја вративме ли генерално публиката назад во театарот? Па, морам да признам дека во последниве 10 години многу силно публиката доаѓа во Македонски народен театар, посебно откако се направи оваа зграда. Играме пред полни салони и во Бесачи, представите во кои што играм еден месец на село, на Маџели, Бесачи, на Јавор Грдев. Последната лента на Крап исто беше преполн салон претежно, но со Бог на колежот и 12, посебно со 12, е секогаш преполн салон, 800 гледачи е редовно, билетите се купени со месеци однапред, нема билет, се бара билет повеќе. И заеднички, секоја изведба, уживаме ние 12 темина, целата екипа што работи позади сцената и 800 души публика, заедно уживаме во темата. Тоа сакав да прашам и влегуваме внатре. Ноември чинам дека беше премиерата негде, ако не се лажам. Да. Така? Крај на ноември. Очекувавте ли кога излезе најава дека има 12, собрани 12 величинствени актери, очекувавте ли дека во тој ноември представата ќе биде распродадена до мај идната година? Да. Да? Да. Во моментот кога се објави кастот на 12, во истиот момент почнаа да бараат билети за премиерата. Кога дојдовме до средината на процесот, значи уште не направена представата. Кога дојдовме до средината на процесот, веќе до крајот на 24-та беше распродадена, а премиерата кога ја имавме веќе до март беше се распродадено. Како одигравме неколку изведби, до крајот на сезоната веќе билетите на онлайн продажбата беа готови. Имаме многу што да говориме со Ѓорги Јолевски, човек кој што е роден во Битола, кој што доаѓа овде во Скопје, на ФДУ, па оди еден дел драмски театар, сега Македонскиот народен театар е твој втор дом, ако можам така да кажам. Како изгледа сето тоа после толку години кариера, 40 и оние 10 со детски улоги, така половина век театарска кариера. Половина век не е малку. Како успеаш да останеш свој? Па со работа. Или нормален. Работа и само работа. Добро. Патот до успехот бил тежок или не бил секојаш или
како и човечкиот живот, полн со падови, успони, тревоги, убавини. Секој човечки живот е космос сам по себе и сам за себе, така што јас мојот пат го водам онака како што знам и умеам. И еве, дојдов до мојата 61 година. Се надевам дека уште во своите барем 30 на години ќе можам да работам. И јас се надевам дека ќе работите. Влегуваме во Македонскиот народен театар. Ова е главниот влез, добро, додуше сите знаат дека е главниот влез. Ние да одиме да фатиме, благодариме. Конец! Музика! Музика бе, педалу! Maria meta kitrina, pionaga pasca litera, pionaga pasca litera, tonandra sui tongitona. Tonandra muto nagapo, tongitona calitera, tonandra muto nagapo. Низ годините сме го гледале како плаче, како смее, како се издигнува на театарската сцена, на филмското платно. Но кој е човекот зад улогата? Кој е Ѓорги Јолевски зад аплаузот на тишината? Здраво. Се обидувам нека најава. Да, се разбира. Јас во овие горещини да видиме. Да. Иначе го заокружувам циклусот 13 со 13 години. 13. Да. 13 години емисија не е тоа малку. 13 години од Вардар до Триглав и по нешто и од Западна Европа, така да. Супер. Благодарам за поканата. Секогаш е добро да се разговара со тебе и се надевам дека ќе тече како што треба разговорот. Апсолутно. Подготвувајќи се за интервјуто и сега велам, боже, можно ли е волку да е летнато време? Од кој аспект? Од аспект на тоа, знаете, кога ќе видам Ѓорги Јолевски роден тогаш и тогаш таа и таа година, и тоа веќе дошле 60 години, па си велам, па добро, кога ти веќе си 47, ближиш неке 50, зашто се чудиш, зашто времето немилосредно отчукуваме ги тоа, ние не се даваме. Идејата ми беше дека Бушева азбука ми беше како вчера. Сега јас го почнам муаветот пред да те вратам на Битола. Бушева азбука е серија која што не само во времето кога е направена беше најпопуларната емисија некогаш што е снимена за македонската телевизија, туку има силно големо влијание на генерациите после создавањето на Бушева азбука и се уште е многу актуелна и многу деца ги учат првите зборови, првите реченици преку таа прекрасна, убава, забавна емисија за деца, но не и за деца, туку и за возрастни. Би рекол дека тоа е еден од постаментите кои што македонската телевизија ги направи во име на македонскиот јазик. И кој што и ден денес трае и кој што во некој политички контекст кога ќе сакате да споменете јазик и идентитетите, го тој постои уште во таа некогашна Југославија, постои уште многу одамна, пред, не мора ние да за време и потоа. Така, и не мора ние многу да измислуваме модерен, ваков, таков, онаков, но не е ова политичка емисија, ова е телевизиски портрет за Јолевски. Кога велам времето немилосредно гази. Брзо ти поминаат и лет на овие години? Битола, реков ќе зборуваме покасно. Значи доаѓаш во Скопје, факултет за драмски уметности, ФДУ. Одиш во драмски, прво таа матична куќа, па потоа доаѓаш МНТ. И тоа некако, знаете, како иде спорама, вака кога ќе се завратиш назад. Па морам да кажам дека сум имал среќа во животот да имам многу интересен, динамичен и возбудлив живот. И навистина сум благодарен на Бога и на родителите
што ми направиле контекст родителите и што еве успеав некако до мојата 61 година да можам да имам среќа да ја работам работата која што многу ја сакам, да бидам дел од една светска фамилија на театар, кои што се обидуваат преку театар, преку уметност, преку духовност, да комуницираат со луѓето, со гледачите и да можат барем малку да внесат убавина во светот на гледачите. И навистина многу брзо проаѓа времето, многу од време на време правам некако вид на рекапитулација на тоа што сум го создавал и навистина морам да кажам дека едноставно сум имал среќа. Па не, тоа не е среќа, мислам, среќа се зависи како ќе го истумачиш, меѓутоа твојата вредност и твојата макотрпна работа практично ги дава сите оние резултати што вие актерите секогаш видите скромно. Среќа не е среќа на 18-19 години да освоиш награда во Загреб за твојата прва улога театарска, да освоиш Терина награда во тие времења. Тоа сепак бара работа и талент, претпоставам, повеќе работа. Па оваа работа не може да се работи ако не си талентиран. Едноставно мора да пее пилето, што велиме. Рано са бајле. Да, мора да го имаш тоа во себе за да можеш да ја работиш работата. Но тоа е само предуслов. Но услов за да може да се биде дел од тоа светско семејство, но се разбира, бидејќи го говорам македонскиот јазик, да бидам дел од македонското глумиште, е навистина бара многу работа, многу посветеност, фокус, бара стабилност во однос на бирањето на делата кои што се работат и се работи за навистина концентрација која што треба да ја има секој млад човек, но треба да опстане во самата идеја што сака во својот живот, за да може да се стигне до еве мои 61 година, каде што еве се уште во континуитет ја работам оваа работа. Сум постојано на сцена, веќе би рекол 50 години, 40 професионална активност и уште 10 години во моето детство, кога прв пат влегов во Битолскиот народен театар како дете актер и до заминувањето на факултет за драмски уметности ги играв сите деца во професионалниот театар во Битола, така што би рекол 50 години на професионалната сцена, а 40 години како професионалец. Роден во Битола, бидејќи ми направи добра увертира за Битола, за тие први 10 години од кариерата театарска и актерска. Роден во Битола. Таму завршувате, претпоставам, основно, средно, се Да. Како дете немирен? Па- Шпирт, брзо, не знам како... Па брз динамичен како што сум сега, да, карактерот не се менува. Но не бев некој голем белјаджија до пубертет. Бев, така велат моите, сладко дете, кое што комуницираше на сите нивоа и со возрастни и со деца. И во прво оделение, кога влегов во основно училиште, имаше драмска секција. Веднаш се запишав на драмска секција. Веднаш ја имав првата главна улога, Нечистиот Тошо. И потоа почнав да настапувам на сите приредби што ги правеше школото. Но имав среќа затоа што живеев веднаш зад театарот во Битола. И како првооделенец не однесоа да гледаме театарска представа. Во истиот момент кога ја гледав во тоа време Јоана Поповска во Пипи долгиот чорап и сите детски представи кои што беа во Битолскиот театар, ја знаев дека тоа е мојата определба, знаев дека ќе бидам актер, затоа што гледајќи ги представите, срцето силно ми биеше и постојано сакав да се враќам во таа темна сала,
каде што се отвораше црвената завеса на Битолскиот театар и се случуваа илузии. И бев сигурен дека морам да бидам дел од тоа семејство, како и што се случи. Се разбира во тоа време додека бев во основно училиште и играв во театарски представи, играв на приредби, во 4-то деление режирав представа и веќе во 5-то оделение го замолив татко ми, зашто сум му многу благодарен, бидејќи знаев дека се познава со Бабец, главниот актер во Битолскиот театар и правеше и приредби, беше главниот Дедо Мраз на Битола. Знаев дека се познава со него, го замолив да ме однесе во театар. Бабец веднаш ме зеде и првата улога всушност беше 75-та година во Битолски народен театар. Дипломска представа беше на Благој Марковски, подоцна режисер во македонската телевизија, Македонска крвава свадба, главна улога Јана Поповска, Методи Марковски. И го играв Ѓоре или Нико, едно од тие дечиња кои што ги дава леблебиите на жетварите. И ете таа беше мојата прва представа во Битолскиот народен театар, па влегов на младинската сцена во Битолски театар, паралелно и таму, Пионерски дом, Трајче Магловски, Книжевна младина на Македонија, целото тоа основно училиште ми беше преполно со приредби, настани. Во тоа време во Југославија се случуваа многу приредби и заедно со хорот Стив Наумов и Пионерски дом, Книжевна младина на Македонија учествував на сите можни приредби, така што бев дел од тоа културно збиднување на Битола се до моето заминување за Скопје на факултетот за драмски уметности. Добро, можно ли цел живот да е театар? Од прво оделение практично. Како реагираше татко ви кога му рековте однесеме кај Бавец? Па многу му беше добро, затоа што детето нема да скита по улици и да... Не, обично не ли велат, што ќе ти треба тоа, дај земи некој занает. Сега се видно се вратам во имаше и тоа, кога бев во средна школа и кога мојот фокус беше за факултет за драмски уметности, тој имаше некаква дружба и со дел од ансамблот на Битолски театар и ми рече: "Абе, дете, многу ми е жал, никогаш нема да имаш пари. Таа професија не носи многу пари. Не знам како ќе живееш во животот, ама гледам дека имаш љубов." Но исто така и ми рече дека еве јас толку време живеам, толку време работам, се уште не сум се качил на авион, а ти заминуваш со Битолски театар во Шибеник на една турнеја, во детска представа, режирана од Бабец, и на 11-12 години отидов на турнеја во Шибеник. Се качив на авион и тоа... со авион бевте? Со авион, да. Нема возови тоа со? Па имаше и возови и такви турнеи, но тогаш одевме со авион и тој беше малку изненаден и многу подоцна ми рече дека е среќен дека сум ја избрал оваа професија, бидејќи гледа дека сум среќен работејќи ја. Родител како родител, секој родител, кога дојдеш на таа крстосница и кога ќе кажеш што ќе одбереш, ја кога ќе кажев новинарство, така не среќни, но како нешто да им, знаеш, веројатно родителска дилема. Не го гледале секојаш они низ призмата на парите, не на оно богатство, како што го споменуваш, туку да имаш некој нормален живот, а тоа се нашата, па и вашата професија. Доскоро, па и сега се газени и постојано се газат, меѓутоа тоа е па и на крајот од денот и убавина, како сакаш да кажеш, што имаш таа слобода имаш, што многу ја нема, тој пркос да го... Ако родителот гледа дека децата се среќни во тоа што го работат, и родителите се среќни. Битна е поддршката. Поддршката од секогаш била голема во однос на родителите.
И никогаш не имало сомнеш дека ова што го работам нив ги прави среќни исто така. Имаше еден момент кога беа дојдени два моменти, би рекол, едниот е врзан со мајка ми и другиот е врзан со татко ми. Сам сте вие, едини сте? Имам брат. Аха. Имам брат, бизнисмен. А тој не е глумец? Не е глумец. Целиот свој живот го помина во Австралија, но сега е во Битола, исто работи, бизнис, хотелиерство. Значи нема во моето семејство, потесно семејство, немам луѓе кои што се бават со уметност, но во широкото семејство имам доста луѓе уметници кои што на овој или на оној начин ме поддржувале или ми биле подоцна соработници. Те се ве прекинав за двата моменти, едниот поврзан за моментот со мајка ми кога имав првата премиера професионална во Македонскиот народен театар, Ништо без Трифолио, беа на премиера во Охрид, на Охридско лето, 17 јули 86 година. И имав големи аплаузи на отворена сцена и после представата суфлерката на Битлските на МНТ ме замоли да ја запознаам со мајка ми и ја гушна силно и кажа среќна сте што имате вакво дете. Јас бев навистина уште дете, 22 години имав кога играв и така и ме прифатија во Македонски народен театар. Мајка ми беше многу среќна и се гордееше. Беше среќна мајка, затоа што луѓето што се околу го признаваат она што го работам. А вториот момент беше исто на Охридско лето, исто во предворието на Света Софија. Татко ми ја гледаше Хамлет во продукција на Драмски театар. Тоа беше 88 година. Тогаш веќе работите во Драмски, така? Тогаш бев веќе вработен во Драмски театар. И вели, јас мислев дека е лесна твојата работа. Ама гледам дека 4 сати, колку што трае представата, ти си во постојано движење, за ова треба физичка кондиција многу, но нешто што ми остави впечаток е тоа кога кажуваш еден од тие монолози, од многуте монолози што ги имаш во представата, а тој седеше во првиот ред, јас бев на 3 метри од него. Морам да те прашам што се случува, бидејќи те гледам дека си тука, а потоа во еден момент исчезнуваш како духот да ти заминува на некое друго место и потоа пак се враќаш. Вика, не разбирам како може духот да влегува и да излегува од телото и како може во истото тоа време да не си испотен, па да се потиш за време само на зборување и седење, а потоа повторно да немаш пот. Всушност ги лоцираше сегментите на суштината актерска. Затоа дека телото е само сад во кој што духот е главниот двигател на мислата, на емоцијата, на енергијата и дека духот е тој кој што го користи телото да може да ја запали светлината и да влегува во контакт со гледачот или со верникот. Така што, еве и мојата професија отвори тема со која што можев со татко ми убаво да разговарам и се разбира да му се заблагодарам што ме поддржуваше и тој и мајка ми во мојата работа. Иако потекнувате од какво семејство? Вашите работници. Работници? Да. Но добро, си следеле уметност, затоа што Битола сепак град, театрот. Битола е град на театарот, град каде што секој и Југославија беше еден малку поинаков контекст. Секој во Битола оди во театар, посебно затоа што живеевме во тоа мало. Театарот од секогаш бил светилник на градот и се врти околу театарот.
И движењето, бидејќи беше стариот театар беше на широк сокак, како што е сега Домот на културата и театарот кој што е при Домот на културата, но да, моите родители беа чести гости на театарските представи. И дала Битола, и давала и ќе дава многу големи актерски великани. Татко ми вози градски автобус. Кога ќе пораснам, ќе си купам голем црвен автомобил. Оваа година ќе одиме на море со авион. Уште подобро е кога политичарите ќе успеат да ги сватат пораките кои што се праќаат, бидејќи видете тие текстови кои што се со векови наназад. Неверојатно колку кореспондираат со се она што се случува, не само кај нас. Би требало да претпоставиме дека оние кои што ја водат државата или оние кои што се представници на народот или оние кои што се управувачи на државата во чиј систем живееме, се претпоставува дека би требало да имаат прочитано доволен квантум на книги и имаат доволно образование и имаат имале доволно можност да видат различни уметнички дела кои што би направиле промена во нивниот светоглед и дека со убавата мисла и духовност ќе действуваат преку нивната работа во разубавување на светот, разубавување на државата во која што живееме.